Зоран Даниловиќ од Скопје 15 години води исцрпувачка битка со државата за да си ја врати национализираната семејна текстилна фабрика одземена пред 72 години. Во 2004 година почнал судска постапка надевајќи се дека ќе ја исправи неправдата кон дедо му. Судењето траело 9 години и не било единствено. Во 2013 судот пресекол дека за одземениот имот наследниците ќе добијат надоместок од државата во обврзници. Следела жалба од државата, пошто постапката траела уште 4 години. Судот пак донел иста одлука во полза на Даниловиќ, но обештетувањето се уште не е извршено. Без прецизно објаснување, правосилниот предмет е заглавен во управниот суд повеќе од година и половина. Сите директни наследници веќе изумреа. Останавме ние втора генерација наследници. Така да, тоа е заиста малтретирање. И за нас, и за адвокатката, тоа е постапка мамутска. 15 години. После толку години, Бога ми, губиме и надеж. Дали ова ќе има крај, ова процедура? Стои предметот, значи физички папката, предметот треба да се врати во првостепена комисија за да се спроведе тоа, да се изврши и на луѓето да им се даде надоместок. Години и пол предметот стои, значи нема објаснување, нема оправдување. Центарот за управување со промени направи анализа на ефикасноста на управната постапка. Истражувањето покажа дека патот до управно-правната заштита е сложен, поделен на неколку степени на комисии кои треба да се поминат за да се стигне до тужба пред управниот и вишиот управен суд. Постапката често е нејасна за граѓаните и секој не може да се снајде во правните лавиринти. За една високо образувана особа од некој друг сектор, да кажеме, како еве што рековте, од социјална сфера, од здравствена сфера и така натаму, постапката на управните постапки не се толку едноставни да ги разберат граѓаните, иако рековме и високо образовани. Особено не се во состојба да ги следат сите да кажеме степени на остварување на правдата. Значи во делот на велиме покренување постапка, жалба, па приговор, па повторување на постапката и така натаму. Во управниот суд годишно пристигнуваат над 22.000 предмети. Центарот за управување со промени препорачува да се засили комуникацијата помеѓу комисиите кои одлучуваат по жалба и судовите. Наместо по пошта, институциите да комуницираат електронски. Доставата на решенијата од адвокатите и граѓаните исто така да биде по електронска пошта, а управниот суд да носи конечни одлуки и да ја прекине праксата одлуките да ги враќа кај првостепениот орган, од каде започнала постапката. Анализата покажала дека управните суди успеале да го скратат времето за одлучување. Во 2008 им биле потребни 649 дена да донесат одлука, додека во 2016 работеле двојно побрзо и одлучувале за 257 дена.